Дали има нешто друго? Нема. Сега вака, почитувани пријатели. Зошто го напушти СДСМ? Прво вака сакам да кажам. Многу луѓе се глорифицираат во оваа држава. Многу луѓе мислат дека Бранко Црвенковски е сизнајко и дека е непогрешлив. Нека извинат било кој, но Бранко си е Бранко, јас сум си јас. Не можам да се согласам со водење на политика во која што се гледа дека целиот опозиционен брод се насукува. Оние што биле членови од СДСМ, еве едно објаснување. Зашто СДСМ го правише работното лето? Прво финансиски, да знаете дека секоја промоција на кандидат во една општина ми чинеше 15.000 евра. Второ, луѓето што ги промовиравме, тоа знаеше дека од јуни месец што е промовиран, мораше да работи на терен, да троши средства, да собира екипи и така натаму, го изложувавме на притисоци од противната страна и така натаму и така натаму. Во автобусите влечевме и луѓе од 75 години и повеќе по врутините на 50 степени и така натаму и така натаму. За да на крај кажеме дека не одиме на избори. За да на крај им речеме луѓето, ние не одиме на избори. Една работа. Договорот со кој што рековме дека ќе најавиме бойкотирање на избори беше затоа што локалните избори по ранг се многу по-ниски во однос на парламентарните избори и дека ОПСЕ не планира да ни прати посматрачи и да дигнеме джева за да евентуално не ни испокрадат на изборите. А после се сврте целата работа дека не било тоа, туку некој не сакал да оди на избори. Зошто не сакаше да оди на избори? Не сакаше да оди на избори затоа што знаеше дека ќе ги загуби овие избори и дека притисокот од јавноста ќе биде толку голем за да ја напушти претседателската функција. А што тоа значи? За голем лидер, како што бил Црвенковски, да напуштиш после локални избори, тоа исто како тренер во фудбалот, кој што треба да му кажеш на полусезона пред нова година да си оди. Тоа е најголем срам за еден тренер. Тоа е најголем срам за еден политичар да се замине после локални избори. Нека извини, ама ако треба цела опозиција да биде жртвувана за да еден човек го спасува образот, а стратегијата е не одиме на избори, немаме доказ дека сме ги изгубили изборите, ќе вршиме притисок да идеме на наредни парламентарни избори предвремени и ќе скочиме на тие избори, добиеме, изгубиме и јас се повлекувам. Дали треба да биде вистинското решение? Следната работа. Парламентарна криза не се разрешува со бойкот на локални избори. Локалните избори се сосема друг тип на избори. Се бойкотираат парламентарни избори, затоа што вие денеска може да имате парламентарни избори, по 6 месеци имате предвремени парламентарни. Се случило, Италија секој година избори правеше. А локалните избори се утврдени со закон. Од денеска се знае дека третата недела од март се локални избори 2017 година. И нема предвремени локални избори. Тие си со закон утврдени, тоа е двотретински закон. И јас донесов одлука онаква што граѓаните од мене бара, а тоа беше одлука да се оди на избори, зашто сметаа дека Јагнова Куновска е лоша понуда за граѓаните на Капош. Времето покажа и резултатите покажа дека јас сум имал исправна одлука и сум имал чувство и сум знаел што народот сака. Ако како политичар не знаеш што граѓаните кои што ги представуваш од тебе бараат и што сакаш, тогаш значи дека ти си партија политичка отуѓена од народот и од твоето гласачко тело. Јас очигледно дека има сосема друго чувство. И што е најбитно, отидов на избори, Тој го помене после 15 дена на избори. Што беше проблем да не дадат кандидат во Капош? Зошто требаше толку навреди? Зошто требаше да ни се ставаат црни венци со повест на кој што пишува почива во мир тече? Зошто требаше кучиња да се облекуваат со мои мајци? Зошто толку закани до моето семејство, до синовите и така натаму? Се се тоа недолични работи од вчерашни колеги. Ние сме одлучиле да одиме на избори и ништо повеќе, тие дојдоа после мене на тие избори. Заврши изборите, не знам дали алудирате
со кого ќе коалицирам. Да спомнем коалиција на Социјалдемократскиот сојуз и покрај се. И покрај тоа што добијаат дебакал да живеа и во првиот и во вториот круг по Карпаш. Со 11.200 гласа разлика со победу во вториот круг. А во првиот и водев на двете партии со 7.230 гласа. И ја одбија и таа коалиција. Сега кажете ми со кого да коалицирам, кога јас како Српска напредна странка тогаш имам само 5 советника, ВМРО да променят 9 и Социјалдемократскиот сојуз 9. Јас морам да работам во интерес на граѓаните. Мора советот да функционира, мора да се носат одлуки, мора планови, мора буџет, мора финансиски план и така натаму и така натаму. Јас не можам да дозволам да ми го блокираат буџетот. А што ако пак ВМРО да помени и СДСМ ми се договорат да ме блокираат мене? Значи јас како одговорен политичар, јас тоа не можам да го дозволам, затоа ја направивме таа коалиција. Зошто гром? Зошто ја формиравме партијата? Ја формиравме затоа што сметаме дека има простор за политичко делување, затоа што овата почнува да му оди на помене надолу. СДСМ не е спремен да понуди решенија квалитетни и да се наметне меѓу граѓанството, и сметаме дека има простор за нова политичка партија и сметаме дека понудата која што е само со навреди, омалважувања, со вадене афери и така натаму, дека таа не е соодветна за граѓаните и дека треба да се натпреваруваме по тоа какви проекти, какви визии ќе дадеме за граѓаните и затоа формираме таква партија, која очигледно досега има и поддршка од јавноста. Кога ќе коалицираме? Веќе ви одговорих претходно. Ќе коалицираме предизборно. Имаме морална обврска према Драгиша Милетич и Српската напредна странка. Ако има помали партии кои што се сродни до нас, кои што сакаат да коалицираме, сме подготвени. Со двете големи партии, ни со ВМРО да променим, ни со СДСМ не коалицираме. Постизборно ќе коалицираме со оној кој што има најмногу освоено гласови. Во албанскиот дел и во македонскиот со тој ќе се коалицира да се прави влада и тоа е најнормално, значи волјата на граѓаните треба и мора да се почитува. Прашавте за надворешната политика, за името. За името ние имаме најчист став. СДСМ вели, дојдеме на власт, па ќе ви кажем како ќе решим името, а премиерот вели, ако треба да се одлучува за името, тоа народот се одлучи на референдум. Извинете, ама народот ви дава мандат и ви дава плата да ги решавате проблемите во негово име. Ние прашуваме, на кој референдум Македонија го доби името? Ниту на референдум сме го добили името, ниту има логика да го даваме на референдум, ниту има логика да го потврдуваме името на референдум. Второ, Македонија веќе направи 3 крупни отстапки. Првото е, се сеќавате дека го сменивме уставот и се откажавме од поддршката на нашето национално малцинство во соседството. Така ли беше? Второ, го сменивме знамето. Ова знаме ни е избрано на конкурс. И сеќават, Грчев ни ова знаме, не е бајкада. И трето, припативме да го имаме најсмешното име на свет, тоа е Пранешна Југославенска република Македонија. Ни една држава бивша Југославија нема во своето име Југославија. Само ние во Македонија го имаме. Има и други држави спор. Косово. Косоварите го викаат Република Косово, србите го викаат Косово и Метохија. Така или не е така? Па таму немаме спор како што они ни го наметнуваат. Да. 137 земји не признаа подуставно име меѓу кои Америка и Русија и ние не викаме дека сме апсолутно ригидни. Добро, имаме проблем со Грција. Да, тој проблем треба да се реши на билатерален начин, а тоа значи дека во нашата меѓусебна комуникација треба да се договориме со грците како ќе не викаат, а сите останати земји подуставно име како што веќе сме потпишале со нив да не ословуваат. Това значи двојна формула за сите останати земји Република Македонија, а за Грција како ќе се договориме и мислам дека тоа доволно флексибилен став. И целата наша надворешна дипломатија треба да ја насочиме енергијата точно кон европските земји, кон Соединетите американски држави. Проблемот не е кај нас, туку кај Грција. Нигде во свет нема комшијата да ти го дава името. Нигде во свет нема комшијата да ти биде кум. Колку ние ќе бидеме цврсти на нашата одлука, колку ќе имаме и резултати. И да знаете, не е само името. Ние сме дека не сме македонци. И трето, дека нашиот јазик не е македонски јазик, туку нивниот јазик е македонски јазик.
од оваа линија, јас мислам дека ни случајно нема да прифатиме било што да се толерира или да се дава оставки на Грција. Грција е лош пример за сосед. Грција е лош пример за сосед кој е подготвен да направи компромис во интерес на добрососедските односи и на регионот и нека извинат, ама западните дипломати има доволно аргументи со тоа што го вели Самарас дека Република Македонија вака треба да се одржува статус кво, да се распадне и така ќе се разреши проблемот. Тоа значи дека една држава соседна директно работи на распад на Република Македонија и на дестабилизација на нашата држава. И затоа сметаме дека ние не треба воопшто да даваме било каква можност натаму. Нека извинат, ама сега нека направат 3 оставки тие. Република Македонија направи 3 оставки.